Добро вечер. Започнува централниот дневник на телевизија Кочани. Поставен камен темелник на нова бензинска пумпа на влезот во Кочани. Ја градат компанијата Ледер и Лукоил Македонија. Замрзнати плати, неплатени одмори и отпуштање од работа се последиците од кризата во конфекционерството. Започнаа уписите на дисперзираните студии на економскиот и технолошко-техничкиот факултет во Кочани и на машинскиот факултет во Виница. Турска донација за семејствата кои живеат во старата касарна и на улицата Стамен Манов. Огревното дрво вносен бизнис за фирми и поединци, кој во целата бракотница се грижи за шумите. Во православниот храм Свети великомаченик Ѓорги ќе бидат изложени делови од моштите на неколку светци, меѓу кои на Свети Пантелеймон. Со дневникот почнуваме веднаш по рекламите. Останете со нас. Железара Тигар Метал Кочани. Најдобра локација со најдобар избор на цевки и профили. Бои и лакови. Шрафовска роба. Мрежа и жица. Бесплатен превоз до вашиот дом. Наша предност се цените и квалитетната услуга. Повелете на улица Теодосија Паунов 61. Железара Тигар Метал. Сончеви колектори Термосол Кочани. 20-годишното искуство и стручност на инженер Никола Соколов, вградени во сончеви колектори, ви гарантираат сигурна заштита и благодет во домот. Зошто да плаќате скапа струја? Вградете термосол систем за загревање на водата од сонцето и уживајте преку целата година. Сончевите колектори се најисплатливата инвестиција на секое семејство, а Термосол е единствената фирма која ви дава техничко упатство и гарантен лист. Обезбедува резервни делови за 10 години. Не чекајте, вградете колектор за да ја почувствувате енергијата на сонцето. Звучна изолација, безпрекорна топлина во вашиот дом, оптика и комфор. ПВЦ прозорци и врати за цел живот, Александрија ПВЦ Лајн Кочани. За да инвестирате во енергетски штедлив дом, можете да користите и Алфа Зелен кредит од Алфа банка. Секако вид на алуминијска столарија и дрвени собни врати. Контакт телефон 033 297 440. Најновите актуелни информации пренесени преку вашата омилена фреквенција, телевизија Кочани. Поставен камен темелник на нова бензинска пумпа на влезот на Кочани. Ја гради компанијата Ледер во соработка со Лукоил Македонија.
На пригодна свечаност на локалитетот Косовка наблезот во Кочани поставен камен темелник на нова бензинска пумпа. Ја гради компанијата Ледер во соработка со Лукойл Македонија, како резултат на повеќегодишната соработка во делот на нафтените деривати. Станува збор за заедничка инвестиција помеѓу Лукойл Македонија и фирмата Екоел од Кочани, која е резултат на нашата долгогодишна соработка во областа на нафтените деривати и после овој период на успешна деловна соработка веќе Лукойл Македонија практично со овој објект во Македонија инвестира као 24-та бензинска станица. Нашата заедничка долгогодишна соработка со Лукойл Македонија резултираше со едно повисоко ниво на соработка во облик на заедничко вложување, со тоа што на обострано задоволство на двете компании до сега соработуваме прекрасно и се надеваме дека овој капитален објект ќе придонесе за поквалитетно, подобро услужување на граѓаните на општина Кочани со квалитетните горива на Лукойл кои до сега се со потврден квалитет преку нашата постојана бензинска станица и се надеваме дека тоа ќе биде долгогодишна соработка меѓу овие две компании. Замрзнати плати и неплатени одмори и отпуштање од работа се последиците од кризата во конфекционерството во Македонија. Песимистичките проценки велат дека дел од малите конфекции ќе згаснат, а бројот на вработените во конфекциите ќе се намали за 30 до 50%. Конфекционерството како социјален амортизер на работоспособното население, особено кај женската популација, која во изминатите 2 децении и транзицијата го имаше доминантниот удел во ангажирањето на работна рака, годинава е во сериозна криза. Во конфекцијските фабрики вела дека налозите за работа бележат нагло квантитативно намалување, а тоа доведува до принудно опуштање на конфекцијските работници на неплатен одмор, отпуштање од работа, намалување на платите и слично. Најпесимистичките прогнози велат дека поради поместувањето на пазарот на трудот во областа на конфекционерството, без работа може да останат 30 до 50% од вработените во Македонија, а со тоа и во Кочани. Мислам дека поголемите фирми не би требало да имат, а малите со 10, со 20 помали фирми што се можда ќе осетат таа криза, а големите, барем кочанските, добро што работат, мислам дека не. Мислам дека ќе отпуштуваат. Отпуштуваат. Суштинскиот проблем е глобалната криза која ја симна цената на конфекцијскиот труд и во земјите од Европската Унија, па сега на компаниите од Германија, Холандија, Франција им е поисплатливо да шијат според лон системот во Бугарија или Романија отколку во Македонија. И покрај песимистичките предвидувања, кочанските конфекционери, кои не се предимензионирани со своите капацитети, сепак очекуваат дека кризниот бран ќе биде минлив и дека состојбите ќе се стабилизираат. Во меѓувреме, наразвиените размислуваат од лон систем да се трансформираат во производство на сопствени колекции и самостојно пробивање на пазарот, иако и тој процес е долготраен и мощно сложен. Во Кочани диспензирани студии на економскиот и технолошко-техничкиот факултет на Универзитетот Гоце Делчев од Штип. Уписите започнаа од денеска. Во академската 2013-2014 година на 5 државни универзитети има вкупно 25.624 слободни места за идните студенти, кои ќе се запишат во прва студиска година. 15.063 слободни места се за редовните студенти во државна квота, 7.441 слободно место за редовни студенти со кофинансирање и 3.150 слободни места за вонредни студенти. Од денеска вратите на 5 државни универзитети се отворени за упис на новите студенти. Првиот уписен рок ќе се одвива и во наредните 2 дена. Економскиот факултет во Кочани е отворен за 360 студентски места во различни насоки. А новина оваа година во споредба со претходната е тоа што имаме
3 студиски насоки нови. Тоа е насоката сметководство, финансии и ревизија, банкарство, финансии и осигурување и насоката менеджмент и предприемништво. Значи лани имаше здравствен менеджмент и финансиски менеджмент, остануваат и тие две насоки плюс 3 насоки кои што веќе ги спомнав. Она што сакам да го напоменам, а не е споменато во конкурсот кој што е излезен во јавните медиуми и гласила, е тоа што уписот на студентите во Кочани може да се врши овде, значи има отворен пункт за уписи во Кочани, а не само во Штип како што стои во конкурс. Значи студентите кои што сакаат да се запишат можат слободно да ги поднесат документите и овде во Кочани. Од годинава во Кочани се отвора и нова насока од Технолошко-техничкиот факултет. Технолошко-техничкиот факултет од Пробиштип има 3 насоки: нови технологии и материјали, текстилно инженерство и текстил дизајн и менеджмент. Во Кочани годинава имаме отворено пункт, сакаме да запишеме студенти и има конкурс за 20 редовни студенти на текстилно инженерство, 10 со кофинансирање и 10 вонредни студенти или вкупно 40 студенти. Просториите на Универзитетот Гоце Делчев во Кочани за упис на студенти ќе бидат отворени до 15 август во периодот од 8:30 до 16:30 часот. Започнаа уписите на 5 јавни македонски универзитети. Машинскиот факултет во Виница нуди поволна бруцошка и постдипломска програма. Почнаа уписите на 5 јавни македонски универзитети. Во тек се првите уписни рокови за оваа учебна година и на Универзитетот Гоце Делчев од Штип. Машинскиот факултет во Виница со дисперзираните студии во Штип и Струмица има домен за примање на 170 нови бруцоши, од кои 120 редовни и 40 вонредни со кофинансирање на насоките производно машинство и транспорт, логистика и организација. Само во Виница ќе можат да конкурираат по 20 редовни и 10 вонредни студенти со проширување од 10 студенти со кофинансирање. Од минатата година, овој факултет воведе и втор циклус постдипломски студии на насоката проектирање на производни системи за 20 редовни и 10 вонредни студенти. Ке се асфалтира вториот крак од улицата Стамен Манов, со што оваа улица во ромското мало целосно ќе биде завршена. Улицата Стамен Манов во ромското мало во Кочани, крак 2, ќе биде целосно завршена за месец дена, најавуваат од локалната самоуправа на општина Кочани. Според проектната документација, планирано е да се завршат преостанатите 100 метри. Инаку самата конфигурација на теренот предвидува изградба на подпорни ѕидови во должина од 100 метри, како и поставување на одводни цевки по патна дренажа за одвод на атмосферската вода на оваа делница од улицата. Целиот овој проект за довршување на улицата Стамен Манов ќе биде финансиран со средства од општината Кочани, која ги доби од Министерството за транспорт и врски со програмата за поддршка и имплементација на декадата на ромите, истакна Владко Димитров од Одделението за урбанизам на општина Кочани. Инаку изградбата на улицата Стамен Манов започна да се гради во месец јули минатата година, а од оваа делница крак 1 се асфалтирани околу 200 метри. Се реализира програмата за изградба и реконструкција на улици во градот, асфалтиран крак од улицата во зоната за мало стопанство. Локалната самоуправа на општина Кочани продолжува со реализацијата на програмата за изградба и реконструкција на улици во градот. Неодамна беше асфалтирана улицата Крум Вранински во населбата Усова Чешма, а по завршените подготовки асфалтиран е крак од улицата во зоната лесна индустрија кај печатницата Европа 92. Градежните работи ги реализира компанијата Стојменов, а се работи за крак од улица кој поминува покрај печатницата Европа 92 до спојот со пристапниот пат кон складот на Мак Петрол во должина од 150 метри. Од општина Кочани информираат дека подготвена за асфалтирање е уште една улица во зоната лесна индустрија во должина од 250 метри. Паралелно со ова се изведуваат работите на уредувањето на тротоарите во централното градско подрачје, од мостот кај паркот до шопинг центарот. Овде ќе бидат поставени нови подпорни ѕидови и бехатон плочки.
5,5 хектари државно земјиште беа понудени на корисниците на социјална помош во Кочани. Досега ниту еден корисник не се јави за користење на вакво земјиште. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во изминатиот период на 3 пати распиша огласи за користење на земјоделско државно земјиште за плодоуживање на лицата корисници на социјална помош, а одзивот е речиси никаков. Во општина Кочани се нудеа на плодоуживање 5,5 хектари државно земјиште, но за жал ниту еден корисник не се јави за користење на вакво земјиште. Ако се има во предвид податокот дека во Кочанскиот центар за социјални работи се евидентирани околу 2000 корисници на социјална помош, овие резултати се поразителни. Државата на социјалците кои ќе користат земјоделско земјиште им нудеше услови во кои да им плаќа уште 2 години социјална помош во целосен износ, како што ја користат и досега, како и плаќање на придонесите за здравствено и пензиско осигурување. Со ова во пракса се покажа констатацијата дека на социјалците подобро им е да користат средства од државата без работа, иако им се нудеше земјоделско земјиште од 1 до 3 категорија, на кое можеа да засеат земјоделски култури кои ќе дадат род и секако приход. Турска донација за семејства кои живеат во старата касарна и на улицата Стамен Манов во Кочани. Група волонтери од Европскиот волонтерски сервис од градчето Измит од Република Турција во рамките на својот престој на Кочани денеска ја посетија и телевизија Кочани. Со активистите Сермин Четин, Семра Курт, Онур Јурак и Севен Ашмедов разговаравме за нивниот престој во Кочани и за хуманитарните активности кои ги спроведуваат на терен. Öncelikle Türkçe öğretmek amacında buraya geldik. Fakat gözlemlerimiz sonucunda... Ние сме дојдени од Турција преку Европски волонтерски сервис, организацијата на Павел Шатев, и спрема тоа сме дојдени да предаваме бесплатни часови по турски јазик. Потоа сме со самите очи сме виделе дека има загрозени лица кои што и треба помош. И од ние од нашите срца почнахме да и тражиме хуманитарна помош. Сме отидени до општината на Кочани, во социјалното, во здравството за осигурување и сме разговарали. Исто така сме собрали и спонзори за да ги споделиме на луѓето. Најпрво се споделени во касарната, потоа се онадени во другите места кои што не живеат во касарната и се споделени во школото на нивните ученици. Додека сме тука исто пак ќе продолжиме и кога ќе се вратиме пак за Турција имаме други проекти што ќе продолжиме со хуманост. Видовме дека Кочани многу ни се допаѓа, али има и луѓе што навистина и треба хуманост. Со нив заедно исто сам и плачал и сам се смејал со нив и сакам кој што може да и помогне. Турската донација за семејствата кои живеат во старата касарна и на улицата Стамен Манов во Кочани е добредојдена, дотолку повеќе што доаѓа во вистинско време. На средба со градоначалникот Радко Димитровски, турските волонтери договориле повеќе активности и реализација на проекти. И покрај најавите на локалната власт, бројот на запишани превачења во виничките училишта останува статус кво. Само 152 превачења ќе седнат во виничките училишни клупи. И покрај најавите на локалната власт, бројот на запишани превачења во виничките училишта останува статус кво. Само 152 превачења ќе седнат во виничките училишни клупи. Во новата учебна година во двете основни училишта во Виница ќе седнат 105 нови превачења, а останатите 47 ќе ги пополнат училишните клупи во околните села. Најмногу превачења се очекува да има во основното училиште Гоце Делчев, вкупно 80, од кои 62 во Виница, 10 во Јакимово и 8 во селото Истибања. Најстарото основно општинско училиште Славчо Стојменски ќе стартува со 52 превачења, од кои 43 се од општината, 6 во селото Градец и 3 во село Лески. 11 превачења веќе се запишаа во основното училиште Никола Парапунов, од кои 8 во училиштето во селото Драгобраште и 3 во село Трсино. Основното училиште Кочо Рацин од Блатец од почетокот на учебната година се очекува да брои 6 превачења, од кои 4 се во Блатец и 2 во селото Лаки. Бројките се скоро идентични со оние од претходната учебна година, но се далеку помали од претходните учебни години, кога бројот на запишани превачења беше драстично поголем. И од овде се поставува она стандардно прашање, што ќе прави општината во иднина за да ги врати иселениците назад и дали таа воопшто ќе преземе нешто.
Колку огревот е значаен за граѓаните и колку огревното дрво е вносен бизнис, зборува фактот дека со трговија со овој енерген се занимаваат се поголем број фирми и поединци, кои во целата таа бракотница се грижи за шумите. Една од главните задачи на секое семејство летово е обезбедувањето огревно дрво за престојната грејна сезона. Традицијата вели дека добрите домаќини со буков или давов огрев се снабдуваат преку лето, со цел дрвјата навреме да се исечат и исушат за добро да горат. Деновиве скочанските улици буквално шпартаат камиони полни со огрев од сите соседни општини. Дрва се купуваат од Кратово, од Пробишти, Берово, Делчево, Пехчево, Виница, а се увезуваат и од Бугарија. Се чини најмалку од Кочани, бидејќи поради неуспешните тендери, снабдувањето е блокирано. Па сепак и новопечени трговци од нашата општина од натоварени камиони, трактори и запреги продаваат или препродаваат огревно дрво. На сите во прилог им оди зголемената побарувачка на овој се уште наевтин огрев, чија цена остана на минатогодишните 2470 денари за метар просторен бука и 2570 денари за дап. Кон овие цени треба да се додадат и трошоците за транспорт, сечење и цепење на дрвјата, кои достигнуваат до 300 денари. Не сме се снабдили, не знам, че гледам да се снабдиме. Од каде ќе се снабдите со дрво? Па дека најдам. Скапи ли се? Па прилично скапи. Која е цената? 2200, 2500. Со дрва. Дали купивте дрва? Купиме преку пензионерите. Редовно доваѓаци на време. Се оред ќе тоа. Скапи ли се дрва? Не. И ланската цена и сега кажа и до година истата цена ќе биде. Како поевтино со дрва или на струја се вреди? Поевтино на дрва само тебе да се унасат, нели? Тебе да се вале, иначе на струјата лесно, но поскапо е малку. Нормално дека е поскапо. Со дрва? Купивте ли дрва? Купим. Од каде ги? Преку пензионерите. И скапи ли се дрва? Не знам. Радата е 1900 динара за 8 месец. На струја. На струја? Зошто на струја? Па немаме услови за. Па дрва ни маркираме, јас сум од село, маркираме дрва и се докаруваме од наши собствена шума. Така поевтино? Па тока негде. Да, а важно така. Не. Дрвата исти лани беа негде околу 2500 и сега. И додека на граѓаните им е најважно подготвени да ја дочекаат грејната сезона, екологистите повикуваат на неконтролирана сеча од планините, каде шумскиот фонд практично се масакрира. Познавачите на состојбите велат дека е нелогично наглото зголемување на понудата на огрев во услови кога најголем дел од шумите ја немаат достигнато потребната зрелост за сечење. Во православниот храм Свети Великомаченик Ѓорги во Кочани за прв пат ќе биде изложена на поколение честица од животворниот крст на кој бил распнат Исус Христос и делови од моштите од неколку светци. На 17 и 18 август во православниот храм Свети Великомаченик Ѓорги во Кочани за прв пат ќе биде изложена на поклонение честица од животворниот крст на кој што бил распнат Исус Христос. Ке бидат исто така изложени и делови од моштите од некои светци, меѓу кои и на Свети Пантелеймон. На 17 и 18 август во храмот Свети Великомаченик Ѓорги на поклонение ќе бидат изложени мошти од Светиот Великомаченик Пантелеймон, Светиот Димитриј Ростовски, Светиот Серафим Саровски, Свети Теофан Затворник. Ќе биде изложено дел од одеждата на Светиот Јован Шангејски, како и неговиот Нов Завет, и дел, односно честица од Светиот животворен крст на кој што бил распнат нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Во деновите 17 и 18 август, вратите на православниот храм Свети Великомаченик Ѓорги во Кочани ќе бидат широко отворени за верниците за заедничко поклонение пред моштите на овие светители. Екипи на Центарот за јавно здравје од Битола утре среда ќе извршат прскање против комарците во атарот на општина Чешиново Облешево.
Согласно Законот за заштита на населението од заразни болести и препораките на Министерството за здравство на Република Македонија, а врз основа на одлуката на Советот на општина Чешиново Облешево за спроведување на превентивна систематска дезинсекција на територијата на општина Чешиново Облешево, како општа противепидемиска мерка, јавната здравствена установа Центар за јавно здравје од Битола ги известува жителите на подрачјето на општина Чешиново Облешево дека на ден 14.8.2013 година среда екипи на Центарот за јавно здравје од Битола ќе спроведат втората фаза од теристичката дезинсекција со цел уништување на комарците. Запрашувањето ќе се врши во периодот од 20 до 22 часот. Со дезинсекцијата ќе бидат опфатени зелените површини во општината, подрачјата по течението на реките и водотеците, подрачјата околу каналниот систем на територијата на општина Чешиново Облешево, локалитети со застојни водени површини, урбани населби и локалитети предвидени во планот и програмата. Се информираат пчеларите и пчеларските задруги да ги преземат соодветните мерки за заштита на пчелите. Во случај на појава на неповолни временски услови, дезинсекцијата се одложува за следниот поволен ден. Ова беа содржините што ви ги подготвивме во Централниот дневник на телевизија Кочани. Ви благодариме за вниманието со кое не следевте. Имајте пријатна вечер.